Почитувани, вчера Македонија уште еднаш беше сведок дека со Зоран Заев нема правда. Лице осудено за рекет, наместо во затвор, беше на слобода. Учествуваше во сообраќајна несреќа со фатални последици. Па на лице место стигнаа вработени во АНБ, за кој има сведоштво дека се обидувале да прикријат информации за сообраќајката. Поголем доказ од ова дека во Македонија Зоран Заев е во брак со подземјето нема. Фактот што е на слобода Зоран Милевски Кичеец, кој учествувал во сообраќајна несреќа, власта го правда со контрадикторни изјави. Еднаш велат дека тој е на слобода поради здравствени причини. После тврдат дека тоа е поради семејни причини. Очигледно дека власта на Заев се обидува нешто да забошоти и нешто да прикрие. Кој ќе сноси одговорност за ова? Прашуваме. Заев? Маричич? МВР на Спасовски? Или АНБ? 2 лица загинаа во сообраќајната несреќа, а 6 се повредени. Сведоци сме дека на слобода се пуштени и други лица од подземјето, што говори дека овие лица ќе бидат искористени од страна на Заев за предстојните избори и тоа ќе бидат искористени да вршат подкуп, притисоци и заплашувања на граѓаните со една единствена цел, а тоа е да го ублажат поразот на СДСМ. Зоран Заев веќе не може да сокрие од никого дека владее криминално. Секој ден излегуваат коруптивни и криминални скандали. Секој ден има нови докази дека мафијаши се во тесна корелација со власта. Се што фати Заев се криминализираше, па дури и дипломатијата. Еве, пред некој ден во Србија е уапсен македонски дипломат и тоа баран со црвена Интерпол потерница. Не е ни чудо зашто владата на Заев е најкриминална и најкорумпирана на сите меѓународни листи за корупција. Лошата вест е дека со Заев криминалот царува и хара по Македонија. Тоа го гледаат веќе и членовите на неговата партија. Го гледаат и неговите коалициски партнери и затоа го напуштаат бродот на Заев кој тоне. За да се спаси Македонија од криминал, Заев треба да биде поразен. Тоа ќе ги спаси сите граѓани, вклучително и членовите на СДСМ, бидејќи неговата мафија ја држи државата во заложништво. Добрата вест е дека Заев ќе биде поразен многу скоро и ќе одговара за сите криминали. Ви благодарам.